и некои увестувања. На меѓународниот ден на еднаква плата, Алијансата за родова еднаквост на работното место организираше конференција за еднаквите можности за жените и мажите во застапеноста, напредувањето и платите. Марија Ристевска, лидерка на Сдруженијето, рече дека цела да се промовира еднаков диалог меѓу половите и да се обезбеди еднаквост во платите, застапеноста и можностите. Целта е да потикнеме разговор за да има еднаква размена на машки и женски идеи и така натака. Инаку Алијансата за родова еднаквост се залага за еднаквост помеѓу мажите и жените на работно место и тоа еднаквост на пример во смисла на еднаква плата за иста работа, потоа еднаква застапеност и еднакви можности за раст и напредок. Панелистката Бранкица Толевска од Ајден рече дека ќе разговараат за тоа како бизнисите да креираат општество со дигитална едукација. Ќе зборувам на како бизнисите помагаат, односно сапортираат креирање на едно дигитално писмено општество и во принцип ние ја имаме Ајден академија која што ќе презентирам на овој настан. Гледано од аспект на инвестициите на берзата, Иван Ивановски, панелист на овој настан, рече дека последниве години жените се повеќе инвестираат и дека тоа е позитивен тренд. Трендот во последните години е дека жените се повеќе и повеќе инвестираат и тоа е многу добра информација. Дека богатите луѓе не станале богати, па почнале да инвестираат. Туку заради тоа што почнале да инвестираат, станале богати. Значи колку порано почнете да инвестирате. А овде можам да кажам дека и сумата не е битна. Има студенти на мастер клас кои што почнуваат и со 50 евра. Значи буквално најбитно е да научите како да бидете дисциплинирани на берзата. Настанот се одвиваше во просториите на Коворк 21, а панелистите ги имаше во голем број, а ги представија нивните гледишта за родовата еднаквост на работа, плата и други области.